Се враќаме во студиото по вториот информативен блок во емисијата Македонија наутро. Ова утро зборуваме во првиот разговор што ќе го одработиме во студиото за уринарните инфекции. Гостин е Љупче Трајчев, хербалист, нутриционист и доктор по природна медицина. Уринарните инфекции, причинителите и како да ги регулираме, како да се спасиме од нив. Добро утро, Љупче. Добро утро, поздрав до вас и сите гледачи на македонската телевизија. Интересна тема, многу присутна, за жал, се повеќе и повеќе луѓе има кои што го имаат овој проблем, па ќе пробаме на некој начин да кажеме како доаѓа до тоа и нели нормално како не само да се излечиме, него како да направиме превенција да не дојде до овие уринарни инфекции. Да се заштитиме, на долг рок, баш така. Првото прашање е стандардното, што ги предизвикува уринарните инфекции? Па најмногу ги предизвикува овој начин на исхрана што денеска ние го имаме. Значи, многу храна која што во суштина не би требало да внесуваме, тоа храна во наводници секако. Храна која што не е хранлива. Храна која што не е хранлива, многу отпад во нашите клетки и од тука се јавуваат сите болести. Според мене постојат само две причини за настанок на сите болести. Првата е токсификација, загадување на организмот и втората е недостаток на нутриенти. Доколку ги отстраниме овие две работи, секогаш нашето тело ќе биде здраво. Уринарните инфекции се јавуваат токму поради тоа што уринарниот тракт е место каде што нели треба да се исфрлат тие токсини за да не влезат во нашата крв и да ние имаме здрави чисти клетки. Меѓутоа, како што кажав, со денешниот начин на исхрана, многу конзерванси, многу адитиви, многу преработена храна, процесирана со оние процеси на рафинирање, кои што нашиот организам не ги препознава, храна која што човекот во денешницата најмногу енергија троши за исфрлање на токсините и затоа да речеме, ако земеме некоја статистика, луѓето порано колку биле повесели, поздрави, поподвижни на некој начин, тоа е од причина што не внесувале токсини и целата енергија била насочена кон креативноста, кон работата. Сега доаѓаме во период на човештвото кај што со овие процеси на изработка на оваа храна имаме многу токсини и првенствено организмот, првенствена цел му е кога ќе ја внесеме таа храна преку дигестивниот тракт, подоцна нели преку урината да се исфрлат тие токсини. Сега само малку да скршнеме од уринарниот тракт, не само што директно тие органи се зафатени со последиците од ова што го правиме, туку и останатите органи кои што ја преработуваат храната, нели, како желудникот, црниот дроб и така натаму и така натаму. Токму така, да. Па токму така да речеме, еве желудникот му ја знаеме функцијата, меѓутоа овие масти кои што ги внесуваме, рафинирани и оние процесирани кои што нашиот организам не ги распознава, тука доаѓа жолчката и црниот дроб кои што треба да ги разложат тие масти и од тука се јавуваат разни воспаленија на црниот дроб, пореметување на ензимите, на ензимскиот статус на црниот дроб, правење на камчиња во жолчката која што не може да ги обработи со своите сокови, да ги обработи тие масти и таа мора да ги таложи некаде и затоа се создаваат и камчиња во жолчката, што исто така е голем проблем на денешниот човек. И тука би напоменал дека многу е битна и физичката активност. Зошто? Затоа кога ние се движиме, побрзо се движи крвта и можеме многу побрзо да ги исфрлиме токсините, освен тоа преку потењето, кога нели се движиме, кога сме физички активни, сфрлуваме голем дел од преку нашите потни жлезди, што би рекол некој потта е на некој начин многу слична со урината, затоа што и таа ги исфрла токсините. Нашиот организам е совршен, има многу механизми, меѓутоа има и многу отрови кои што ги внесуваме, па и преку воздухот кој нели е многу загаден и затоа и се јавуваат уринарните инфекции. Можеме да направиме една паралела со да речеме со денешната современа медицина и аспектот на погледот на јавување на уринарните инфекции од областа на природната медицина или онака како што јас го гледам проблемот, доколку нели имаме уринарна инфекција и отидеме на лекар, најчест
причинител за уринарните инфекции е Ешерихија коли, некаде, да речеме, годишно близу милиарда луѓе, во 2 години близу милиарда луѓе имаат некоја уринарна инфекција од која што Ешерихија коли е најзастапена. Сега интересно е што Ешерихија коли повеќе ги напаѓа жените, ќе кажеме зошто е тоа така. Некаде 2/3 од уринарните инфекции ги офаќаат жените, 1/3 се кај мажите. Она што сакам да го кажам, доколку имате уринарна инфекција, појдете на лекар, нормално ќе ви направат уринокултура, ќе ви најдат, еве да решеме Ешерихија коли, ќе кажат причинител за уринарната инфекција е бактеријата Ешерихија коли. И сега тука ќе ви дадат антибиотици кои што ќе ги користите. На некој начин вие ќе убивате се затоа што антибиотиците не се селективни. Не бираат кога тие се уништуваат. како оган. И добри и лоши бактерии. Не бираат, значи тоа е оган кој што доаѓа гори све и потоа на организмот му треба многу време да ги создаде сите оние бактерии кои му се потребни. Ние знаеме дека тоа особено е многу битно, многу малку се зборува за тоа, меѓутоа тоа е есенцијата на здравието, дека ние живееме во симбиоза со бактериите. Доколку немаме бактерии, ние не можеме воопшто да ја вариме нашата храна. Бактериите се ги предизвикуваат хемиските процеси во нашето тело. Токму така, значи бебето зошто има грчеви кога ќе се роди? До моментот додека не му се создадат бактерии, кога ќе почне да ја вари храната, бактериите се многу заслужни за нашиот имун систем. Доколку ние ги немаме, не можеме да го изградиме нашиот имун систем. И она што сакам да го кажам, значи кога ќе уништиме таа Ешерихија коли, таа е присутна во урината затоа што има токсини. Таа ја создава нашиот организам да ги изеде токсините за да не дојде до создавање на тумори, за да не мора нашето тело да акумулира, да прави канцер или тумор некаде, доаѓа Ешерихија коли да го изеде тој токсин и на некој начин да се исфрли од нашиот организам. И сега ние ако сме нонстоп упорни со антибиотици, совршеноста на природата е несватлива на некој начин. Колку е таа совршена, таа ќе направи кандида. И потоа кога ќе отидете на лекар ќе кажат: вие имате кандида, сега не можеме да ве третираме со антибиотици, затоа што кандидата е отпорна на антибиотиците. И така, тоа е магичен круг. И тоа е магичен круг. Еве јас имав една жена која што пред 2 дена беше кај мене, за 1 месец на природен начин ја излечивме Ешерихија коли, а 16 години жената се мачеше. Тоа е еден магичен круг кој што повлекува, ако направите некоја математика, колку се тука медикаменти потрошени за тие 16 години, колку мака и колку други проблеми. Математиката на страна, колку организмот е ослабен, пореметен, колку равнотежата е нарушена. Како да се регулира една ваква состојба по природен пат? Со што? Со консумација на што? Да, има одредени билки кои што ги чистат уринарните патишта, најпознат е народниот увин чај. Меѓутоа, тој во комбинација со уште многу други билки, например, еве една комбинација која што може секој да си ја направи, рендан ѓумбир и увин чај да се сварат заедно и да се пие одредено време тој и да се јаде, да речеме, брусница, некаде 2 недели. Тоа е една алтернатива која што може секој да си ја направи дома. Да, и чајот од брусница е популарен исто така. Меѓутоа има комбинација од 8 билки која што на некој начин јас сум ја измислил и делува мошне добро последниве 7-8 години кај луѓето, така да не е проблем, можем и на секого да му дадам совет како може да го излечи на природен начин овој проблем. Сега друго интересно да кажеме исто за дека имаме многу малку време, па сакам да опфатам повеќе работи, зашто се наметнува прашањето сега зошто жените помалку мажите имаат уринарни инфекции. Тоа е поради анатомијата на жената и мажот. Например, аналниот отвор е многу блиску до вагиналниот, а вагиналниот до уринарниот кај жената. И така да бактериите сами се пренесуваат од едно место на друго. Знаеме дека бактериите обично доаѓаат од дигестивни
дигестивниот систем, поточно од завршниот дел од дигестивниот систем, од дебелото црево, и тоа не е случајно природата го направила така, за разлика од кај мажот, кај што оддалеченоста од аналниот отвор до уринарниот отвор е многу подалеку и многу е поразличен. И многу е потесен кај мажот, затоа и оние кои што имаат проблем, да речеме, со исфрлање на каменчи, имаат многу поголема болка мажите, отколку жените, кај кои што уринарниот отвор е малку поголем. Сега, зошто тоа така го направила природата? Го направила така за да направи некој круг кај жената за да го заштити, за да ја заштити жената, зашто жената е таа која што го донесува плодот, таа која што секогаш треба да биде здрава за да може, нели, да светот да расте, да се продолжи видот. Да се продолжи видот. Тоа функција на секој и самата природа го има тоа направено, или Бог кој како љуби, така да тоа е причината. Многу луѓе прашуваат зошто повеќе жените имаат од мажите, баш поради таа причина и баш поради таа микрофлора што е побогата кај жената со бактерии. Тука и ХПВ, нели, се јавува кај жените и многу други, се јавува цистит, многу други инфекции се јавуваат токму поради чистење на тие токсини. Преносливи ли се овие инфекции од маж на жена? Односно жена на маж? Инфекциите се преносливи доколку мажот има слаб имунитет, значи има токсини во својот организам. Тоа е исто како нели во една просторија кај што има некој што е болен од грип, тројца ќе заболат, што исто така се на некој начин немаат чист организам, се токсифицирани. Другите кои што имунитетот е одличен, кои што се здрави, тоа ќе помине без никаков проблем. Тоа е многу забележено, Тоа е многу едноставно. Можеме да направиме, ако земеме ние 100 чаши во една ставиме, да речеме 1 грам мед, од тие 100 чаши само во 99 пчелите нема да отидат, ќе отидат кај што е медот, или ако земеме измет, да речеме мувите ќе дојдат кај што е таму за да го обработат, затоа што природата има своји механизми да ги разложува нештата. Ние во природа не можеме да најдеме бактерии, не можеме да најдеме токсини во природа, можеме да најдеме, меѓутоа тие се во фаза на разградување, кога нешто разградуваат и не се преносли, затоа и животните во природата се здрави, затоа што на некој начин тие не внесуваат токсини. Нели знаеме кој ќе умре некој животно, прво доаѓаат лавовите, па мислам лавовите го фаќаат. Има процес, па лешинарите, па потоа доаѓаат црвите кои што го јадат и тука настанува процесот. Исто е со ферментацијата, кога имаме мушички, тие доаѓаат кај што се врши ферментација. Мувлата доаѓа онаму каде што се распаѓа нешто, така да мораме да го сватиме суштината. Суштината е секогаш треба да бидеме здрави, да бидеме чисти, да имаме да немаме токсини во нашиот организам, а тоа е едноставно се прави со одредени природни начини на исхрана, не внесување на Ја сваќаат ли суштината оние кои што доаѓаат кај вас дека нема лек преку ноќ, дека чувањето на организмот треба да биде животен стил, дека не може нешто што се практикувало 20 години, 25-30 да се смени за една недела преку начинот на исхрана, за 10 дена, за оној период пред плажа, нели, популарно е, ја менуваме исхраната на крајот на мај, за да на почетокот на јули изгледаме перфектно. Да. Истото е исто организмот. Дали квалитетниот начин на живот треба да биде практично животен стил преку целиот животен тек? Веруваат ли луѓето во долготрајната употреба на природните средства за да се справат со овие проблеми? Мене ме радува што се повеќе и повеќе веруваат, затоа што секој, например, кога ме прашува нешто, има некој близок кој што му помогнал природниот начин на решавање на одреден проблем. И интересно е што, например, како што кажав, тоа е долготраен. Има луѓе кои што имале проблем, после година дена тие немаат веќе проблем, затоа што го смениле начинот на исхрана, ја виделе суштината, се осетиле подобро и продолжуваат така. И нормално, нели, оние кои што им се блиски имаат проблем, им кажуваат, вака е многу подобро, проба. Се има многу луѓе кои што не го прифаќаат тоа, меѓутоа тоа е индивидуално. Меѓутоа, како што кажав на
самиот почеток на одговорот на ова прашање ме радува што се е поголем и поголем бројот на такви луѓе. Мора да се свати природата на нашето живење, дека ние сме едно и дека живееме во симбиоза. Се што се случува во природата е поврзано, дури и растенијата не прават сами фотосинтеза, доколку микроорганизмите доле во земјата не им помогнат, тие немаат шанси воопшто да направат фотосинтеза, па тие со правење на фотосинтезата прават храна, па им враќаат на микроорганизмите. Така и ние издишуваме јаглерод диоксид, им даваме на дрвјата, тие ни враќаат на нас и воопшто не држи фактот дека земјата е многу загадена со јаглерод диоксид, тоа воопшто не е така, дури најновите фарми што се во светот за фарми, зборам не фарми, него овие што одгледуваат големи количества на растенија, има посебни машини кои што создаваат CO2, каде што во самите полиња се пушта поголема количина на CO2 и предизвика побрз пораст на растење, добивање на фантастични плодови, затоа што е само CO2, како ние кога имаме некој проблем, доколку влеземе во капсула со чист кислород, можеме да речеме за 2 часа многу процеси во нашиот организам да подобриме, затоа што имаме чист кислород, а на растенијата и треба јаглерод диоксид. Така да се е поврзано во природата, таа нишка не треба да ја прекинуваме, значи треба се да зимаме што е дадено од природата и нема да имаме никакви инфекции во нашиот организам, дали тоа ќе бидат на дишните патишта, дали ќе бидат воспалување на дигестивниот тракт на некој одредено место, дебело црево, желудник и слично, или уринарна инфекција, сето тоа е, како што кажав на самиот почеток, тоа е исто. Меѓутоа зависи кој кај ја има најголемата слабост во организмот. Ако не може во дигестивниот систем да се отстранат тие отрови, ако на пример имаме хеликобактер, тој не може да ги изеде отровите, ќе ги прати во уринарниот тракт, каде што ќе создаде ешерихија коли, која што ќе треба да ги изеде тие токсини. Она што е интересно, најновите камери, микрокамери, што се создадени на ниво на клетка, може да се види како бактерија станува клетка и како клетка станува бактерија. Тоа е она што јас го кажав и во самиот разговор, дека природата, совршенството на природата на нашиот организам е неверојатно, така да самиот организам го прави она што е најдобро за нашето тело. И кога имаме уринарна инфекција, ние не треба да сме загрижени, повеќе треба да сме загрижени кога имаме тумор или некоја друга болест, затоа што веќе тука станува сериозно. Кога имаме уринарна инфекција, треба само да застанеме, да кажеме чекај, значи мојот организам е токсифициран. Сега што треба? Сега треба да се исчистам. Како да се препознае уринарната инфекција на прва? Како еден човек да познае дека нешто не е во ред со... Обично уринарната инфекција, ќе кажеме и како е добро да се заштити, освен со исхраната. Уринарната инфекција се препознава обично со примокрењето, се осеќа пецкање, нелагодност, дури некои луѓе имаат потреба често додат во бојата на... Бојата, секако бојата станува темна, кај некои од преголема застапеност на ешерихија коли може да предизвикува и крварење, во самата урина да се јави и крв, што многу луѓе ќе се исплашат, меѓутоа не е опасно тоа, доколку е предизвикано од уринарната инфекција. Треба да се веднаш да се пристапи кон да се смени начинот на исхрана, да се користат природни билки, јас она што го кажав, според мене. Така да обично тие се секогаш симптомите, и што е најбитно да се пијат многу течности. Кога имаме ние многу течности... Какви течности? Најдобро е чаеви и цедени сокови. Тоа е вода и вода многу секако. Вода во секој случај треба 1,5 литра да се пие зимно време, 2 литра во лето. И освен зборуваме за просечен човек кој што нема некоја надпросечна активност. А освен тоа, доколку го имате проблем, тие 2 литра вода остануваат и во текот на денот треба да се испие уште литро чај и уште литро цеден сок. Тоа би било идеална некоја превентива за
чистење на организмот. Да не се концентрираме само на чаеви или само на цедени сокови, затоа што може така па друг проблем да се предизвика. Водата е неизоставна. Секогаш литро и пол и 2 литра, тоа е минимумот кој може повеќе, на кој му одговара, затоа што секој организам е различен, кај некој не може толку да испие вода, меѓутоа литро и пол зимно време и 2 литра летно време може секој да испие. Тука се, како што кажав, чаевите, ако третираме уринарна инфекција, одредени сокови, смути, исто така зелените растенија се многу добри за чистење, за детоксикација, имаат влакна во себе. Токму така, за бубрезите е многу добар Макдоносот, кој ги чисти бубрезите, коренот од Макдонос. И она што сакам да го кажам, и исто многу битно, што се случува во денешницава, ние многу јадеме солена храна и сладка храна. Солената храна е лоша за бубрезите и таа предизвикува пореметување, намалување на нивната функција, затоа што тука се многу соли кои што треба да се филтрираат. И сладката храна која што предизвикува други последици. Значи, значи треба да се фокусираме во денешница, многу малку користиме горчливи и лути и горчливо и луто. Тоа треба да биде повеќе застапено, затоа што горчливото па ги чисти сите органи, особено жолчката и црниот дроб, а лутото ги чисти бубрезите. За разлика од Азија, ние многу малку користиме луто. Во Македонија сепак... Добро, затоа јапонците со нивниот традиционален начин на исхрана и на оние билки што ги консумираат и рибата, нели, од нивните чисти води. И алги многу консумираат. Алгите, да, растенијата од морето и од земјината површина. Просечен животен век има меѓу 90 и 100 години. Токму така, алгите е многу битно што имаат многу јод. Ние имаме многу малку јод во нашата исхрана, што е една од причините за толкави проблеми кои што настануваат и со тироидната жлезда и со други процеси во организмот, затоа што јодот представува еден прекрасен чистач на организмот кој што треба да биде многу повеќе застапен кај нас, а најдобро може да се добие во Македонија природен јод, затоа што ние немаме алги од млади оревчиња заедно со мед, може и со ракија кој сака. Убаво го завршивме овој утрински разговор. Тоа се оние традиционални лекови, во наводници лекови, нели, превентивни хранливи состојки со кои живееле и нашите предци, со кои може и ние да продолжиме понатаму. Љупче Трајчев, ова утро гостим во Македонија на утро. Благодариме за учеството. 20 на минути прелета, помина како сега да седнавме. Се гледаме во следна прилика, ќе снимеме и некои материјали како што ветивме, како што се договоривме, па нашите гледачи ќе може почесто да се информираат за ова и слични теми. Благодариме уште еднаш. Благодарам на поканата. Се надевам дека помогнавме на многу гледачи, да сите кои што имаат проблем исто така може да ме контактираат. Секогаш сум тука за да помогнам.